Да продолжиме и со текстот, односно освртот околу нашиот бисер Охрид, Охридското езеро. Затвореникот субрата Рој сака да ни ги земи Божиите дарови во Охрид, а владиката Тимотеј со жезлото се брани од странските и домашните натрапници. А чија земја брани дедо Тимотеј? Подолго време ја следиме војната на владиката Тимотеј или уште од првиот ден, како осамен брани од грабливци и натрапници едно парче света земја во Охрид. Се добива впечаток како никому да не му е гајле чија земја варди упорно и храбро владиката Тимотеј. Црковна, државна, земја под заштита на Обединетите нации или не брани сите нас од нашиот кукавичлок, што не смееме да кажеме: чекајте бре вие, добри души, лакомци и полакомени, не е се ваше во Македонија, не е иметот на таткоти или на дедоти, не е дедовина, па ќе го даваш на субрата Рој. Оваа рајска градина е дар од природата, наследство од Бога за целиот свет, па и за Македонија. Тргнете ги рацете од Охрид, од езерото, од крајбрежјето, оставете нешто недопрено и чисто во Македонија. Ова нема кој да го каже гласно во библиската земја Македонија, почитувани слушатели. За жив страм и голев грев сме. За ова молчи еколошки чистата влада и честна власт, молчат интелектуалните елити во Република Македонија и уживателите на националните пензии и примателите на дотатоци и на доместатоци од буџетите за живот во страв од Република Македонија. Ама тивка и Македонската православна црква и другите владици во својот протест стокмен, ептен, христијански, да се даде Охридското езеро на субрата Рој од Индија. Ќе се појави тук тек по некој лелек во медиумите, по некој врисок во некој еколошки друштва и толку. Битката е изгубена од еден црковен великодостојник како Тимотеј не може сам да ја извојува, па макар и Господ му помагал. Од овие нема спас. Знае дедо Тимотеј добро дека за заштита од птици грабливки на нивите се ставаат плашила, но знаете и вие, почитувани слушатели, како ги вардевте или ги браневме нивието од сколовранците и од други птици, да не ги исколваат лубениците, грозјето или доматите и пиперките, а да не влезе пак добиток, се става ограда. Тоа го знаете, арно, ама од луѓе нема одбрана. Уште ако се од уќуматот, од власта, отиде беричетот на село со се земјата. Ако наумила владата во Охрид да му го даде, да му гради задужбина на субрата Рој или нему слични, тоа така и ќе биде, кога нема кој да каже: чекајте бе, ова не е ваше, ова е наше, ова е на нашите дедовци и прадедовци. Зарем е можно човек кој ги плаќа своите греови, лежејќи затвор во индиските затвори, да го добие Божиот дар на Македонија, односно Охридското езеро и земјиштето на Свети Наум Охридски чудотворецот? Ама измамници кои на сиромашни и гладни луѓе им ги украле залаците од уста, им го дрпнале последниот денар, кога таквите белосветски арамии како субрата Рој и шохоштаплери ќе најдат прибрежиште во влијателни и моćни кругови на Македонија и кога насмевнати се сликаат и ликуваат со државниот врв, тогаш тоа веќе излегува од рамките на сите овоземни и небесни закони. Тоа е веќе опачината на човештвото, особено на христијанството. Субрата Рој лежи во затвор и чека правда за неговите арамилоци, а неговото семејство лека полека се доселува во Република Македонија со уредно добиени државјанства и купен имот. Се разбира дека имаат на тоа право според македонските закони и прописи, само треба да ги прашате луѓето кои со години чекаат да бидат македонски граѓани, како што беше и предходно Иван Сингартиски, како ние и селениците во Австралија, Канада и Америка кои чекаме со месеци да добиеме пасоши, македонците од Пиринска Македонија и од други места. Што тие мислат за оваа државна интервенција да добиеме значајни сограѓани кои ги сакаат во нивната, односно кои не ги сакаат во нивната татковина иднина Индија, а да бидат наши сограѓани браќа во Република Македонија. Домаќините на субрата Рој одамна молчат за својот
уважен гостин, спасител на Македонија кој е затвор, кога предупредувавме и преку брановите на оваа радиостаница дека со луѓе кои се под судска истрага владите не преговараат сделки, политички лидери и министри на Македонија одмавнуваа со раката и не наракуваа со погрдни зборови како непријатели на татковината или антидржавни елементи. Сега пак кога излезе на виделина вистината на целата таа авантура, со се уште неизвесен крај, планот на собрата Рој да гради коцкарници и хотели кај Љубаништа и Свети Наум уште е актуелен, почитувани слушатели. Ако не биде собрата, галиба власта подготвува да биде некој друг од белиот свет или некој наш новопечен чорбаджија. Во светот каде што владее правото и каде што важат законите, без оглед кој е на власт, практиката вели дека и покрај постојната законска регулатива мора да се донесе посебен закон за експлоатација или за давање под концесија на земјиште, реки, езера, шуми, планини или други природни реткости, што спаѓаат во делот на националното природно богатство или во делот на светската културна оставнина. Покрај Охрид и езерото, како македонско посебно најголемо национално богатство, има уште неколку региони со непроценливи природни убавини во Македонија кои не смеат да се скернават или како било да се нарушуваат без строги законски прописи, стручно и научно верификувани само за таквите природни реткости и области. Ако оваа битка ја изгуби дедото Тимотеј, најмалку тоа ќе биде негов пораз. Обратно, почитувани слушатели, тоа ќе биде пораз на сите македонци, на сите кои молчат, кои молчиме, кога се крчми, раскрчмува и дели природното богатство без оглед кој се води како собственик, дали црквата на Македонија, дали Македонија како држава или кој било друг. Разликата е само во тоа што владиката и уште неколку луѓе ќе можат барем да кажат и да спијат мирно дека се обиделе нешто да направат, да спречат едно злодело. Но во тоа не успеале. Само поради фактот што останале очајно малцинство отколку неколку души. И на крајот да кажеме дека луѓето кои го премолчуваат злото се поопасни од оние кои го вршат тоа зло. Охридското езеро не смее да биде дадено на никој. Тоа е Божји дар на Македонија.